Пациентите со механичка потпора на работата на срцето бараат да бидат ослободени од плаќање партиципација за здравствени услуги. Од Сдруженијето Храбро срце велат дека се работи само за 18 такви пациенти во земјава, за кого ќе биде големо олеснување со оглед на тоа дека имаат големи трошоци за лекување. Тие добиле ветување дека на почетокот на оваа година ќе биде исполнето нивното барање, но се уште нема реализација во пракса. Во изминатиот период, откако постоиме како здружение, ни се провлекуваат многу проблеми, како административни по однос на услугите кои што не следуваат, односно сервисирање на нашите уреди кои што се животно зрачење, исто така и со прегледите кои што ни се вршат, немаме ослободување од партиципација, животот на лицата со механичка потпора е многу скап, се издвојуваат многу средства за да може да преживееме и обстоиме до онај момент додека не се најде трајно решение, односно додека не се трансплантира ново срце. Нашето последно барање до надлежните, односно до владата и до Министерството за здравство е да не бараме дополнително ништо од она што ни е ветено години наназад. Последно ноември месец минатата година, кога се правеше програмата за ослободување од партиципација, ни беше ветено дека ние ќе бидеме вметнати во таа програма. Се работи за 18 пациенти, дека ќе бидеме ослободени од плаќање на надомест за партиципација при вршење на лекарски услуги од здравствени установи. Дополнително Сдруженијето бараат и на нивните членови да им се изврши трансплантација на срце, затоа што механичката потпора не е трајно решение. Изговорите се разноразни. Јас сакам да им верувам на докторите кои што покажаа и докажаа дека се носат рамо до рамо со нивните колеги од врвните центри за трансплантација и не се сомневам дека тие можат да извршат трансплантација, односно дека се доволно стручни. И мислам дека нам не рачунаат повеќе другите од страна како моментално стабилни случаи, но имплантацијата на ваков уред значи мост до трансплантација и во поразвиените земји тоа трае 3 до 6 месеци, најмногу една година. Не дај Боже, не би сакале да се влоши кај на ситуацијата, после ќе доцна за се. Значи, кај нас треба додека не одржуваат стабилни да се најди решение. Инаку Сдруженијето Храбро срце е формирано во декември 2019 година на иницијатива на пациентите со механичка потпора на срце, со поддршка од семејствата и од лекарите.